Вегетациониот часовник силно чука за оризарите. Ако сакаат на есен да жнеат, нивите за сеидба мораат да ги подготват подитно. Бидејќи тие најдолг временски период се под вода, значи се развиваат одредени процеси во услови без кислород, значи им е потребно обогатување со кислород, односно аерирање, за да може да се изврши разлагање на одреден дел на органска материја и одредена минерализација. Ова за оние кои живеат од сеење и жнеење ориз е голем проблем, зашто нивите им се под вода. Сега со овие дождови не може да ги исцадеме, вади не се ископани, со овие вади не можеме ние да улеземе у површини да ги отсееме оваа година. Таква е критична работа. Во оваа вода тракторот не може да оде. Ќе треба да се чека, да се може да закасне сеидбата. Ако сакаат сезоната да ја фатат, треба да вложат поголем ангажман и работа. Требаорање, треба пеглање, треба рамнење, да се порамнат тие ниви, па се чистат. Ние треба 5 до од 10 до 15 сантиметра да биде едно површинска водата. Сета вода, за да може да отсее ориз, иначе друг ќе не бива. Па ако треба еднаш да се ора и да се подрла, ќе се оде неколку пати, повеќе пати на иста нива. Ќе треба пак да се дрла, пак да се со фреза кој има да се фрезира. Но ова значи и повеќе пари. Сега ако потроше 2 кила нафта еден декар, ќе потроше 4. Самите се свесни, знаеш, гусеница си е гусеница, кал, лепе, врте. И не е иста работа. Много е по-тешко. Со кал да се бореш ти се. А на суво влезеш и тераш, не можеш. За да се порамне за тоа треба негде на околу преко 20 кила нафта по декар. Само за тоа. Плюс панатам тие други трошкови, ѓубриња, води и тоа е се. Во Кочанско, Виничко и Карбинско под ориз се околу 5000 хектари. Поплавите зафатија близу 200 хектари под ориз, каде сеидбата е неизвестна. Дали ќе ја има или не, зависи од времето. Во овој момент и најмал дожд за нивните сопственици може да значи катастрофа.